Во рамките на проектот Европска литература за чувување на солидарноста во заканувачки контексти, кофинансиран од програмата Креативна Европа на Европската Унија, меѓу 10 исклучителни преводи се најдоа 6 прозни дела. Впрочем, најголем фокус во издавачката дејност на Или е насочен токму кон едицијата Проаза, од која станаа дел и романите и збирките раскази од неколку современи европски автори. Секако, на прво место го ставаме единствениот роман во друштвото за солниште во времето на Георги Господинов, кој од бугарски на македонски јазик го преведе Душко Крстевски. Или како редовен издавач на се што популарниот Господинов ќе напише, и овој пат, на задоволство на бројните македонски читатели, им ја подари и неговата нова книга, која во 2022 година беше преведена на многу светски јазици и се закети со неколку значајни награди. Ирскиот класик Вилјам Тревор пак, македонските читатели имаат можност да го читаат за прв пат на македонски јазик. Расказите на мајсторот на кратката проза се питки и впечатливи, чие действие е сместено надвор од родната земја на авторот, но во кој Тревор го истражува познатиот терен, малите таги и радости што го сочинуваат нашето секојдневие. За прв пат на македонски јазик ги читаме и останатите збирки со раскази од европските автори. Меѓу нив е и збирката насловена "Сосем обична љубовна приказна" на шпанската писателка Лусија Ечебарија. Оваа интригантна збирка со феминистички раскази содржи 20 приказни во кои главни ликови се жени на различна возраст и сите тие се инспирирани од вистински настани. Авторката ги преработува реалните случаи, создавајќи интересен и успешен хибрид на документарна фикција. Младиот грчки писател Христос Иконому е вистинско книжевно откритие. Грчкиот Фокнер, како што го нарекуваат критичарите, во збирката насловена "Нешто ќе се случи, ќе видиш", ја редефинира вредноста и архетипското значење на грчкиот еп низ приказните кои се едни од најтрогателните хроники на економската криза што се случи во Грција. Италијанскиот писател Пиетро Гроси во збирката Тупаници ни подарува 3 силни приказни. Тупаници, коњи и мајмун се моќни истории за полнолетството на момчињата кои се соочуваат со реалноста и се борат да останат живи во машкиот свет. Раскажани со штедлив и моќен глас што потсетува на Хемингвеј, Селинџер и Остер. Трите приказни на Гроси го истражуваат обредот на премин од детски во возрастни години со кој секој од нас се соочил и што значи да се биде човек во овие модерни времиња. И на крајот, збирката раскази "Еврејска работа" на полскиот писател Миколај Гринберг во превод на Лидија Танушевска. Во ова дебитанско дело, Гринберг ги преработува приказните на полските евреи во кратки, трогателни раскази, нудејќи панорама на еврејското искуство во современа Полска. Иако приказните се фикционализирани, секоја од нив содржи прстен на вистината. Неговото дело ги разоткрива длабоките корени на системскиот антисемитизам, притоа нагласувајќи колку секојдневието станало отпорно на истиот, што не е едноставно за анализа. Или, ваше право на добра книга.